Одиграни надпреварите од 10-тото коло во втората македонска фудбалска лига. Екипата на Пелистер на теренот со вештачка трева на стадионот Павел Шате во Битола одигра без голови против екипата на Влазрими 0:0. Екипата на Влазрими овој дуел го одигра во затворена формација. Пелистер ја имаше иницијативата на теренот, но голманот на гостите Раев Мирселовски се покажа несовладив. Стратегот на Пелистер Штериовски во вториот дел ги стави во игра Стојковски и Недановски, а Пелистер во второто полувреме сериозно се закани преку Иве Трифуновски и Благојче Главевски, судари од далечина но непрецизни, па резултатот остана непроменет за конечни 0:0. Прв пат игравме денес на наш терен, можам условно речено да кажам. Сите очекувавме најдобро да победиме, но ме натпреварили, тоа не се случи, за жал. Противникот, значи, беше фокусиран повеќе на дефанзива и тешко стваравме ситуации за гол. Единствено таа пред крајот што имавме, значи таа не искористивме и резултатот мислам дека е реален на станите кои се дешаваат на оваа утакмица. Па малку редуцирани сме со тие повреди, можам да кажам, во овие изминати надпревари. Хендикеп беше тоа што секој надпревар бевме гостин, значи со играњето на наш терен, али квалитетот е тој. Сигурно дека треба да се донесат уште поквалитетни играчи сега во предходен рок, за да бидеме конкурентни на некој начин за првата лига, значи за тие две места кои водат директно во првата лига. Во преостанатите одиграни средби постигнати само 7 погодоци. Минимален триумф од 1:0 оствари лидерот Македонија Ѓорче Петров, кој беше поуспешен од Кожув. Голот го постигна Здравковски во 43-та минута. Со 1:0 славеше екипата на Скопје, совладувајќи го тимот од Гостивар. Стрелец на единствениот гол Каракамишев во 48-та минута. Во ова коло славеше екипата на Љубанци на гостински терен со 0:1 на Евромилк, а голот го постигна Крстевски во 45-та минута од средбата. Екипата на Прилепска победа во ова коло беше неразиграна, совладувајќи го Тетекс на гости со 1:3. На оваа средба прецизни беа Гешовски на два пати во 13-та и 30-та минута, Божиновски во 41-та и Мегленски во 61-та. На табелата Македонија Ѓорче Петров е предводник со 20 бода, Љубанци има 16, победа е екипата на Скопје со по 15, Пелистер и Тетекс имаат по 14, Гостивар и Евромилк со по 12, Влазрими е со 10, а последен е Кожув со 4 бода.